Моментално во моје раце го држам најстариот музички инструмент на светот. Во стварност тоа е реконструирана реплика од најстариот инструмент кој е во музејот, Народниот музеј во Љубљана. Значи, археолошки веќе докажано е дека староста на овој инструмент по радиометричната метода која беше направена во Америка, господја Блекфил, ја правеше дека оваа коска е стара од 55 до 65.000 години. Значи, со тоа поминуваме во една друга цивилизација, во цивилизацијата на неандерталецот. Не сме во денешнава наша цивилизација. Денешнава наша цивилизација има некаде дострел до 35.000 години назад. И точно тоа е најголемото возбудување. Значи имаме инструмент кој не припаѓа на нашата цивилизација во потполна смисла на зборот, него во цивилизацијата на неандерталците или во палеолитот. Најстарите цртежи ги познаваме на светот од Алтамира и така натаки се уште еднаш и повеќе помлади од овој инструмент. Што ми беше целта? Целта ми е овој инструмент кој е најден во Дивје Баби, тоа е една пештера во близина на Церкно во Словенија, е најден на длабочина од 2,5 метри од равништето, значи во осмиот пласт од земјата на 2,5 метри покрај огниште. При првото пронајдување 1995 година теза дека се работи за инструмент, музички инструмент, тезата ја постави доктор Иван Турк. До сега, до пред 2-3 години, неколку луѓе пробаја да ја објаснат функцијата на овој инструмент, но делно ја објаснија. Јасно беше дека се работи со инструмент, али функцијата во целост не ја открија. Моите испитувања кои ги направив во врска со овој инструмент покажаја дека на овој инструмент кој е секако работа на човекот, точно заради вртењето на овие дупки кои се и работ на кој се дува на инструментот. Точно докажува дека е изработено од човек. Што значи тоа? За нас, за мене лично, овој инструмент не е само прашање на изразот во однос на звучниот израз кај човекот, него тука мораме да размислуваме и за когнитивните способности на човекот. Значи, јас докажав дека се свири со десна рака позицијата. Ако е десна рака, тогаш е лева хемисфера, а во левата хемисфера е звукот и јазикот. Тоа се многу важни податоци. Должината на овој инструмент е од десната страна, од моје проксимално дистално 11 см и 3 мм, од другата, левата страна, е 11 см и 6 мм. И човек кога на прв пат го гледа овој инструмент, кој е во сушност надколеница од млада пештерска мечка, која е изумрена пред 30.000 години. Значи, се работи за фосилен остаток од мечка, од ногата. Тогаш зборуваме, изненадува што можам на овој инструмент да отсвирам 3,5 октави. 3,5 октави некаде од прилика е половина клавиатура од клавирот. Спектакуларното, револуционарното е во ова и за физичарите. Сите инструменти, современите инструменти кои ги познаваме се по голема должина. Например, флейтата е долга 72 сантими. Со овој инструмент го достигнувам обсегот на флейтата. Во тоа е таа големина на откритието. Го дешифрирав системот на свирење.
Анатомски, инструментот е прилагоден на човекот. Значи, ширината на устникот одговара на големината на устата. Анатомски, левата рака ги покрива без никаков напор првиот и вториот отвор. Значи, најблиску, најприродно е до јадењето. Ние кога јадиме сме тука некаде со рацете, и јас кога свирам, како да јадам, нели? Значи, на овој инструмент може да се отсвири се она што свират класичните инструменти во однос на стакато, легато, скокови, октави, разложени акорди, глисандо. Јас свирам и двугласие, трогласие, истовремено можам да свирам две мелодии во горниот и долниот регистар. Така да многу нуди. Инструментот секако дека е одвисно и од инструменталистот, али тоа е случка со сите инструменти, не само со овој инструмент, дека што може да извлечи инструменталистот од инструментот ќе извлечи. И во овој случај истото се случува и точно тоа го прави овој археолошки предмет инструмент. Значи, мое друго откритие, најголемо откритие е тоа што овој инструмент има отвор на долната страна. Значи, не зборуваме за позиција на палецот, туку зборуваме за позиција на дланката. И тоа е прво откритие на светот. Јас на словенечки ја именувам дланчна отпртина. Значи, отвор на дланката. И јас од дланката свирам. На симпозиумот во Тианџин, во Кина, го поставив ова прашање пред археомузиколозите. Археомузиколог кај нас во Македонија и во Словенија како дисциплина не постои. Значи, европските земји и другите светски земји ги имаат тие стручњаци од светски глас, кои имаат титула археомузиколози. Значи, истовремено се археолози и музиколози кои ги испитуваат старите инструменти и кои даваат своje мислење. И јас го поставив тоа прашање на тој симпозиум и не добив одговор дека некој познава инструмент со отвор на долната страна, не во смисла на палецот, што кај нас, например, во Македонија ги среќаваме кај гајдата, кај кавалите, кај сврчињата и така натаки. Ова е нешто друго. Инструментот е нетемпериран. Значи, со овој инструмент можам да свирам во сите интоналитети, што не е случај со народните инструменти, ако е должината за D, свири во D. Јас ги свирам можам да свирам во сите тоналитети. И исто така во сите стилови во музиката, од народни песни до класика свирам, до джез, забавно, било што. Значи, се оно што може да отсвират инструментите и што може човечкиот глас да отпее, јас можам на овој инструмент да отсвирам. Истовремено овој инструмент е инструмент од отворен систем и инструмент од затворен систем. Значи, долниот отвор овозможува инструментот визуелно не, али во однос на воздухот кој влегува во инструментот и кои се вртлози кои се прават во самиот инструмент, во стварност долниот отвор го продолжува инструментот. Во тоа е таа големина на неандерталецот што ни оставил еден ваков артефакт, за да можеме денеска да погледаме низ прозорот кој во светот на неандерталецот. И јас лично мислам, ако би се овај инструмент и врстата, родот на овие инструменти расширил доволно, може би денеска музиката би звучала по-друго. Во тоа е големината на откритието. Тоа би било во кратки црти, инаку имам објавено во Оксфорд, во Англија и во Берлин
во Германија свој студии, како запис го имам регистрирано како интелектуална собственост, значи авторизирано е, веќе излегува во неколку книги. Годинава ќе снимам еден филм, документарен, кој радио и телевизија Љубљана, телевизија Словенија ќе го снима тој филм, документарен точно за мојата работа. Во овие 2 години имам направено некаде околу 300 реконструирани копии, што се слични. Ова е моја изработка, што е исто инструмент, само дрвен сам ги правам, околу 350, и овој инструмент исто така е инструмент како и оне. Нема пречи класична музика. И така натаки, мислам, ова е од бадем направен, од бавче, од ке брат ми еден бадем имаше, и од тој го направив овој инструмент. Другата година ќе имам некаде во почетокот на првото шестомесечие ќе имам самостојна изложба од инструменти кои сум ги изработил во Народниот музеј во Словенија, така да ќе му представам на светот што се сум направил за да дојдам до овие заклучоци кои што туку ви ги соопштив. Еден подолг пат, ама јас се радувам да одам по тој пат и така пораката сметам која дошла до мене, сакам во најубава светлост да ја пренесам и да остани како една цивилизацијска вредност, едно богатство на нашиот планет. Сепак е тоа најстариот инструмент на светот. Моето откритие за сето оно што се случува во врска инструмент, секако дека не може и не смеем да исклучам својата припадност. Не знам, може би точно затоа што сум македонец. Ова не се мои зборови, туку се зборови на словенци кога ме слушаат на моите предавања, вика ти требаше да дојдиш тука за да го откриеш овој инструмент. И кога првпат го слушнав тој збор ме стресе во душата. После јас сакав да одам да студирам во Париз. И една голема личност која е во Словенија вика толку сум благодарен што возот застана тука и ти излезе од возот за да го откриеш овој инструмент. Значи тие, што сакам да кажам, јас секаде кај што одам својата припадност не ја кријам, туку ми е во гордост да сум македонец. На крај краишта инструментот спаѓа во словенечката култура, но и во македонски раце. Значи, самиот факт, инструментот не значи инструментот без човекот ја нема својата вредност, може да биде само археолошки предмет. И од таа гледна точка некако сакам Македонија да ја воспевам на подрачје на звукот, на уметноста, на културата, и засега тоа ми се случува. Се радувам секогаш кога имам можност својата припадност да ја искажам и така да патуваме заедно со инструментот и со ова богатство на светот. Тоа е убавината кога секој некаде се родил. Јас сум се родил во Македонија. Без да сакам македонскиот јазик во гугалката ми го ставиле. А со тоа што сум роден во Македонија, што можем да бидам друго него македонец и да се радувам на својата припадност која имам.
еден пријател има острово едно на една река и вика дојде да ти покажам овците и козите. И трча човекот там и брка, ниједна не дојде. Добро, викам, остави, ќе видиме друг пат. И викам, си извинувам, ама јас ќе си вежбам малце во природа, значи си одам во природа си вежбам, и на врба седнав и свирам. Најубавиот концерт што сум го имал во животот е тој. Целото стадо на овци и на кози дојдоа кај мене. Тука имам сведоци, 6 души бевме. Дојдоа кај мене и дојдоа на едно метро, целото стадо се собра околу мене и јас свирев. Со контакт директен со животните свирев, нешто прекрасно, нешто убаво. И кога завршив да се беше немо освен свирката. И луѓето што седеа околу мене онемеа. Кога престанав да свирам, козите ми ги лижеа раците. И тогаш самиот пред себе си ветив. И така су ветеник во уметноста. Реков, оди по патот напред. Ова не е само од мене одвисно. Ова инструмент да го држам во своите раце, значи има свое послание. И то послание го чувствувам длабоко и затоа секогаш зборувам со отворено срце и со чиста душа. Тоа е убавината на пораката. Не само тоа да излезе љубен да отсвири нешто, него што и кај ќе втаса. Тоа е она што не прави да не сме топлокрвни броеви, туку да имаме свое послание. И фала му на Господа што не одредил да одиме по патот на уметноста, по патот на пошироко зборувам на уметноста, да можеме да се искажуваме. И тоа е привилегија за сите нас. Од тука е ова мајката и таткото на сите инструменти. Ова е прави инструмент. Да, ова е прави инструментот. Да. Па тоа е она што го прави овој археолошки предмет. Во стварност не само археолошкиот предмет, туку функцијата на тој археолошки. Ова е прв пат во историјата во човечката, би рекол, постоење археологијата и музиката толку тесно рака да си подадат. Со овој инструмент, колку што гледате, се задоволуваат духовните потреби на човекот. Не е потребата по храна, него она што реков, значи ако неандерталецот имал подјазична коска, значи можел да зборува и да пее. И не знам тогаш, мене ако лично ме прашате, може би малце смел одговор би дал, дали неандерталецот постои? Да, постои, тука меѓу нас е и во нас. Голем дел од неговата крв, од неговите гени се и во нас. Во нас се. Се надевам дека не е случајно овој инструмент да излезе во ова време надвор, во времето кога ДНК е на патот да и докажи
na naučno područje, bi rekao, genite na čovjekot. A ja si drugo ništo ne pravam, nego negovite mentalni sposobnosti gi predstavam na ľuѓето kako artefakt najden pred 60.000 години. Значи, пред 60.000 години нивната поинаквост од нас не сме да ни дозволува да ги понижуваме. Треба да бидеме коректни до сите генерации кои биле пред нас, треба да бидеме коректни до нивните дострели и да не ги омаловажуваме. Тоа е најважното нешто. Оти кога го омаловажуваме, другиот ни се стега срцето и просторот, менталниот кодекс кој е во нас се стиснува. Значи, треба секој човек што е подруг од нас, и по изглед, и по вера, ако сакате и то, најубавите работи во него треба да и бараме и тогаш можеме комотно, како деца на нашиот планет, да одиме секаде и да бидеме секаде примени. И како такви можеме да го расветлуваме светот и нашето македонство, да го шириме ширум низ светот. Ете, тоа треба да биде нашето послание. Ова инструмент јас го правив. А направен е до милиметар точно како оригиналот. До милиметар и... А оригиналниот каде е најден? Оригиналниот инструмент најден е во Словенија, во близина на Церкно. То се Шербелска планота се вика и тоа е во Пештера најден. Инаку е лева над коленица од млада пештерска мечка. Ова е исто стара како оригиналот заради тоа што археологот ми ја даде во истиот седимент на земјата е најдена. Да, и оваа коска е стара 60.000 години што ја држам во моите раце. Да, оваа коска е стара 60.000 години. Тоа форензички е... Да, докажано, да. Со анализи, докажано со радиометрична испитувања. Важен е системот. Распоредувањето на отворите е важен за добивање на звукот. А материјалот кој е изработен го дава конечниот квалитет на тонот. Јас сум работел од говецки, од телешки коски, од црна, од елени и видов дека најблиско можам да се доближам од дрвото. И затоа почнав да изработувам од дрво. И од дрво се потполно адекватни се на ова и е ист инструмент како и ова, не? И ова е инструмент, ова не е сувенир. Или ако сакате големината, е сето на милиметар, отворите, да, или овие отвори, што се. Сето рачно го работам. Сакам да кажам дека неандерталецот многу попаметен од нас бил. Мене за да го изработам овој инструмент ми треба бор машина, ми треба пила, ми треба што знам, турпи, така. Тоа е многу поедноставно, ја решил работата, ја пресекол коската, мозокот го извел надвор, дупки со, веќе докажано, дупките се направени со посебни орудија кои се најдени веќе во пештерата, кои служат за се удира на коската со еден остар предмет наостран, се удира и се отвора дупка. Многу едноставно, многу едноставно. И во тоа е големината и тука мислам дека неандерталецот ментално не победил нас. Што ни го оставил ова на крај краишта, неандерталецот на европскиот континент е присутен некаде околу 230.000 години. Во тоа време преживеел 3 ледени доби. Ако ги немал менталните способности, не би преживел. Гледате, ние со нашата загревање сега какви циркуси правиме, не? Овие работи во природата биле секогаш. Во светот во кој живееме, некако сакаме да сме што побрзо, мислејќи дека подалеку ќе втасаме. Јас не мислам повеќе така. Патот што го врвиш, како ќе го поминиш дотамо, тоа е важното. Силата на пораката треба да ја соопштуваме во право време и на право место.